Почитувам председателя, почитувани пратеници, почитувани представници на медиумите, досега беше пракса во секој последен четврток во месецот да се одржува седница за пратенички прашања, на кои сите народни избраници имаа прилика јавно да ги прашуваат сите членови на владата било какви прашања во врска со тековното работење на извршната власт. Тоа е должност и обврска на секој пратеник кој има мандат од граѓаните на оваа земја да поставува прашања од јавен интерес, а должност и обврска на секој носител на јавна функција е да ги одговори прашањата пред граѓаните во чиј интерес и за чија сметка работи. Но тоа беше досега. Од денес, благодарение на новите сознанија кои ги добивме во текот на минатата недела, оваа седница која ние и сите членови на парламентот во изминатите 25 години ја нарекувавме седница за пратенички прашања, од денес ќе ја викаме седница за мобинг на парламентот врз владата. Бидејќи дознавме дека јавните седници на кои вршителите на јавни функции имаат должност да одговараат пред јавноста во чиј интерес работат, се вика мобинг. Од денеска веројатно би се сметало за нормално доколку премиерот, министрите, замениците министри, наместо да реферираат за својата работа и да одговараат на прашањата кои ќе им ги поставуваме, да соопштат дека немаат намера да одговараат, колку и да ги прашуваме, и да не обвинуваат сите нас за мобинг, кон нив, после што би било сосема легитимно во светло на овој демократски новитет на светско ниво демонстративно да ја напуштат седницата и седнат во некој од околните ресторани. Ова сознание, ова револуционерно откритие, за кое требаше да помина 25 години парламентарна демократија во Македонија, во кој стотици и стотици пратеници ни со овој парламент донеле илјадници правни акти, конечно ни го обелодени еден специјален човек со специјална мисија, да не научи дека сме биле во заблуда и дека всушност не мора да одговарате на ниту едно прашање. Министерот за финансии, например, нема потреба да го објаснува буџетот, туку може да каже дека колку и да го прашуваме нема да даде никаков одговор. А ако инсистираме на одговори, да не обвини за мобинг. Председателот на собранието може да ја одложи седницата и да ја презакаже после еден месец, бидејќи има приватни обврски. А ако се побуни некој од нас пратениците, слободно може да не обвини за мобинг и да ја презакажи за дополнително уште еден месец. За мобинг може да се сметаат и многу прашања на испитите за возачка дозвола или на испитите на факултет. Но почитувани, во оваа држава мобинг не е само циркусот кој што го прави една специјална институција. Тоа не е мобинг, тоа е циркус. Циркус од кој сите сме дел. И за да ги сватиме новите правила на игра, барам еден час пауза и апелирам никој да не ме праша ништо, бидејќи ќе го обвинам за мобинг. А ако ме прашувате сепак, демонстративно ќе напуштам седницата. Благодарам. Колеги пратеници, ве молам. Колеги пратеници, да бидеме коректни, ќе добиете сад време пауза. Тоа е согласно деловникот, не дали ја сакам или нечем. Но секој си одговара за своите постапки. Дали ние вршиме мобинг на некого или не, јавноста најдобро цени. И ве молам да не се поведуваме под некој можда што е специјален, сега неспецијалните да го користат тоа исто. Ве молам да бидеме коректни и да си продолжиме со редовен тек на работа. Ве молам. Се добиете господине Сугаревски Горан процедурално, но согласно деловникот морам да дам пауза. Продолжуваме во 12 часот и 45 минути.